Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Един Джеко најверојатно ја игра последната сезона во Манчестер Сити, а медиумите се сигурни дека неговата иднина е во Италија. Миланските гиганти Милан и Интер се силно заинтересирани за неговите услуги и веќе стапиле во контакт со неговиот агент. Нероадзурите бараат замена за Диего Милито, кој на крајот на сезоната ќе го напушти клубот, а Джеко е првата опција за замена за аргентинецот. Милан во нападот ги има Балотели и Пацини, но новиот тренер Кларен Сидорф игра со офанзивна формација и сака да има уште еден врвен напаѓач во своите редови. Матри, кој е моментално на позајмица во Фиорентина, неверојатно ќе биде проведен на крајот на сезоната, па затоа росонјерите како идеална замена гледаат во босанскиот репрезентативец. Джеко има валиден договор со Манчестер Сити до 2015 година и веќе јасно стави до знаење дека нема да го продолжува истиот, па граѓаните ќе бидат приморени да го продадат следното лето. Италијанскиот производител на пневматици Пирели ги објави типовите гуми за првите 4 надпревари од сезоната 2014 во Формула 1. Производителот е убеден дека изборот ќе доведе до само 2 до 3 запирања во боксот во Австралија, Малезија, Бахрейн и Кина. За Мелбурн, Сахир и Шангај тимовите ќе добијат медиум и софт. На Сепанг пак ќе понудат со хард и медиум. Од Пирели преферираат посоодветни решенија по проблемите во врска со нивните производи минатата година. Разликата во поединечни спецификации е мощно сериозна. Спортскиот директор на компанијата Пол Хембри додаде дека овогодинешните гуми се поиздржливи од минатогодишните, како и дека ќе се трошат помалку од нивните претходници, па на тој начин нема да влијаат на темпото на болидите и развојот на трките. Тенисерката број 1 во моментов Серена Вилијамс изброи до 178 недели на врвот на ВТА ранглистата, а следната недела ќе биде пред Моника Селеш. Серена Вилијамс и понатаму е лидер на ВТА ранглистата, а со оглед на тоа колку бодови има собрано, нема да може да биде надмината ниту во текот на следната недела. Затоа уште сега се знае дека на 10 март Серена Вилијамс официјално ќе избие на 5-то место на ранглистата. Серена има предност од околу 6000 бода пред Нали, која е второпласирана, што значи дека ќе има можност уште неколку месеци да остане на чело. Следна цел за американската тенисерка е Мартина Хингис, која на првото место на ВТА листата помина 209 недели. Пред неа се уште и Крис Еверт 260, Мартина Навратилова со 332 недели и Штефи Граф со 377 недели на врвот на ВТА ранглистата. Во NBA лигата синоќа се одиграа 8 средби. Леброн Джеймс имаше вечер за паметење. Суперстарот на Мајами постави нов личен рекорд од 61 поен во победата над Шарлот од 124-107. Актуелниот MVP уфрли 22 од своите 33 обиди од игра, 8 од 10 за тројка, надминувајќи го за 5 поени предходниот свој личен рекорд поставен на 20 март 2005 година против Орландо кога настапуваше за Кливленд. Клубскиот рекорд на Мајами исто така изнесуваше 56 поени, а го држеше Глен Рајс уште од 15 април 1995 година. Крис Бош доаде 15 поени за домашната екипа. Ал Джеферсон со 38 поени и 19 скокови ги предводеше Шарлот Бобкетси. Во Портланд, тимот на Лейкерси успе да го изненади противникот и да слави минимално со 107-106. Клучни за триумфот на гостите од Лос Анџелес беа поените на Весли Џонсон на асистенција на Бейзмор на 6,9 секунди до крајот. Гасол со 22 поена и 9 скока беше најефикасен кај Лейкерси, за кои 21 поен додаде и Џоди Микс. Ламаркус Олдрич со 21 поен беше прв стрелец за Блейзерси. Во другите средби, Бруклин го победи Чикаго со 96-80, а Њу Јорк забележа нов седми пораз поред и е се подалеку од плейофот. Детори славеше со 96-85 против Никси. За вечера предвидени се само 4 средби. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.